библиската историја, историјата генерално гледано на човештвото, ни кажува дека Бог по неговата милост во секоја генерација подига луѓе кои што, иако живеат во грешен свет, сепак со ресурсите, со талентите, со даровите кои што Бог им ги дал, знаат, не само што знаат, туку и прават нешто добро за општеството во кое што живеат. Не секој пат тие резултати се толку големи како што сакаме да бидат, ама фактот е дека во секоја генерација буквално Бог си подига своји луѓе и ние сме дел од тие луѓе, не да не ни служи за гордост, туку да ни служи за да не отрезни, да не освести каква е улогата која што Бог ни ја дал. Бог подига луѓе за колку што можат, согласно нивните способности, согласно нивните ресурси и таленти кои што ни дал, да направат некаква промена, да направат нешто добро таму каде што тој ги поставил. И таквите луѓе, иако живеат во светот, сепак живеат свето. Интересно е што ние во македонскиот јазик имаме избор и за свет како свет во кој што живееме, и за свет како духовен квалитет, духовна карактеристика. И тоа е повикот на нас верните, да живееме свето во светот. Не е секој пат лесно. Некој пат е многу тешко. Ама кога Бог не повикува нешто, можете да бидете сигурни дека Бог ни дава силата и ни ги дава ресурсите да го направиме тоа кое што тој не повикува. И во оваа серија на проповеди посветени на животот и службата на пророкот Илија, доаѓаме до еден човек кој што многу добро се вклопува во тој опис да се живее свето во светот. Чисто да ве потсетам на контекстот е следниот, дека во времето на пророкот Илија, израелците, водени од царот Ахав, водени од неговата жена Језавела, влегуваат во идолопоклонство. И како резултат на тоа, Бог преку Илија им вели: од сега натаму нема да има дожд ниту роса во земјата, се додека јас не кажам поинеку, се додека јас не го пратам тој дожд или таа роса. И како резултат на тоа има околу 3-3,5 години има суша во Израел. И минатиот пат кога размислувавме за животот на пророкот Илија, дојдовме до оној момент, почетокот на глава 18, каде што после 3,5 години Бог му вика на Илија: ајде сега, појави се пред царот Ахав. 3,5 години претходно Илија отиде кај Ахав и му рече: нема да има дожд. Сега, после некое време, после неколку години, иде, односно Бог му вика: иди појави се и јас ќе пратам дожд во земјата. И Илија тргнува да се сретне со Ахав, ама не се сретнува со Ахав првично. Се сретнува со човекот кој што му е буквално десна рака, а тоа е човек по име Авдија. И кога имате еден, ајде да размислиме во наш контекст. Размислувате за некој политичар кој што сметате дека не е баш најдобар политичар. Кога ќе ги видите тие што се околу него, се викате: ако овој не е добар, овој што се околу него сигурно не се добри луѓе. Така, одма претпоставуваме дека тие околу него си викаме себе: исти се. Ама Авдија е тип на личност кој што верувам дека барем малце треба да не замисли и да ни даде простор дека за идејата дека некој пат има лоши водачи и тие стварно прават многу зло, ама можеби тие што се околу нив не се исти како нив. Бидејќи за Авдија се вели дека, ќе читаме сега во текстот, се вели дека веруваше во Господ и го почитуваше Господ. А истовремено работеше за можеби еден од најрасипаните цареви во историјата на Израел. И сега, како ќе ги поврземе тие две? Добар човек, богобојазлив човек, кој што работи ден со ден со безбожен човек. И токму поради таа комбинација која што ја гледаме во животот на Авдија, Авдија е една од поконтроверзните личности во Стариот Завет. И кога ќе земете да ги читате мислењата на пасторите, проповедниците, теолозите, оние што проучуваат Библијата, во однос на него се поделени. Некои викаат добро правеше, други викаат па компромис правеше. А мај да видиме што вели текстот за него. Значи, Прво Цареви 18 глава од 3 до 15 стих. Вика вака: и Ахав го повика Авдија, управникот на дворецот. Авдија пак беше човек кој длабоко го почитуваше Господа. Кога Језавела ги истребуваше пророците Господови, Авдија зеде 100 пророци и ги криеше во пештери, по 50 луѓе и ги хранеше со леб и вода.
И Ахав му рече на Авдија: тргни по земјата, по сите водни извори и по сите потоци во земјата. Може би некаде ќе најдеме трева, за да си ги прехраниме конјите и маските и да не се лишиме од добитокот. Замислете, цел народ гине заради сушата, него му е до добитокот. Добитокот да се го спаси. Ова е како човек кој што му е дадено да води држава и народот гине, народот живе во сиромаштво, него е важно бизнисот да се го спаси. Вика, и тие разделија меѓу себе земјата за да ја обиколат. Ахав тргна по еден пат, а Авдија по друг пат. Кога Авдија врвеше по патот, ете во пресред му доаѓа Илија. Тој го позна, падна ничком и рече: ти ли си господаре мој Илија? Овој му одговори: јас сум. Оди и кажи му на господарот твој, Илија е тука. Тој рече: што сум виновен, па го предава својот слуга во рацете на Ахав за да ме убие. Жив Господ твојот Бог. Нема ниеден народ и царство каде што не испраќал господарот мој да те бара. И кога му кажуваа дека те нема, тој земаше клетва од тоа царство и народ дека не можеле да те најдат. А ти сега велиш: оди и кажи му на господарот, или е тука. Кога јас ќе си отидам од тебе, духот Господов ќе те однесе не знам каде. И ако отидам да му јавам на Ахав и тој не те најде, ќе ме убие, а слугата твој е богобојазлив од младини. Зарем не му е кажано на мојот господар што сторив јас? Кога Језавела ги убиваше господовите пророци, како криев 100 господови пророци, по 50 души во пештера, и ги хранев со леб и вода. А ти сега велиш: оди кажи му на твојот господар, или е тука. Тој ќе ме убие. Тогаш Илија му рече: ти се колнам во животот на Господ Саваот, пред кого стојам. Денес ќе му се јава. А тука ќе читаме. Глава 18 ни дава еден краток извештај во однос на тоа како Ахав одлучи да се справи со сушата, која што веќе 3 нешто години траеше во Израел. Интересно е тоа дека наместо да се справи со покаяние, он се справува со тоа што сака да се најде водни извори, со други зборови. Не сакаше да го остави начинот на живење кој што водеше до проблемот, туку сакаше си тера по свое и истовремено да ги ужива благословите од Бог. Тоа исто како, не знам, човек, значи нема никаква врска проблемот со решението што го бара. Тоа исто како човек да има проблем со крадење и да мисли дека ќе си го реши проблемот со крадење само затоа што ќе дојде во црква. Океј, во црква ќе слушнеш против крадење нешто, сигурно, се надеваме дека ќе слушнеш против крадење нешто, ама само по себе тоа нема да го реши проблемот. Проблемот е покаянието. Кога имаме проблем, знам дека и ние луѓето некој пат сме склони така да размислуваме. Сакаш да си продолжиш по испат, ама по истовремено сакаш и Бог да те благослови. Нема така. Нема така и овие ситуации се многу добар пример за тоа. И токму во овој план за справување со сушата на Ахав, кој што воопшто не беше гениален, го сретнуваме Авдија. Авдија, чие име, преведено од еврејски, тука не го пиша во текстот, ама значи Божи слуга. И сега интересно, изгледа како значењето на неговото име, на прв поглед барем, да не се вклопува со неговата професија. Бидејќи, значењето на името е Божи слуга, а професијата која му е? Управител на дворецот, на царот. Со други зборови, името му значи Божи слуга, а во реалност, он покри другото е слуга на Ахав. И сега дали е Авди Јах, нели Јах, затоа што Јахве, или Авди Ахав? На кого му служи овој човек? И пак ќе речам, тука се поделени мислењата во однос на тоа, ама според значењето на името, он е слуга на Бог, ама според професијата изгледа дека му слугува на Ахав. И во 3 и 4 стих е, вториот дел од 3 стих и 4 стих е представен како човек кој што длабоко го почитуваше Господ. И затоа кога читав коментари додека се спремав за оваа проповед, кога ќе слушнав дека некој ќе рече Авдија беше човек кој што правеше компромиси, не беше во ред таму да биде на таа позиција, мислам дека тие луѓе не ја прочитале Библијата баш некако што треба, бидејќи самиот автор на Светото писмо вика он го почитуваше Господ.
После јавдија ќе се пофали дека го почитува Господ, ама не е само јас се фалам дека верувам во Господ, туку и другите викат, еве, овој човек на вистина имаше почит кон Бог. Ама тука има еден интересен момент кај што вика, кога Језавела ги истребуваше пророците Господови, Авдија зеде 100 пророци, или се грижеше за нив. И додека го читаме овој текст, предпоставам дека нормалното прашање кое што човек треба да се го постави е, зошто да истребуваш Божи пророци? Што било тоа што довело таква да биде состојбата, духовната состојба во Израел, да царицата ги бара Божите пророци. Секој кој што се нарекува Господов пророк, го бара и го истребува. И според тоа што го читаме во Светото Писмо, не само во овој дел, туку општо кој ќе видиме, не само во Стариот, туку и во Новиот Завет, гледаме дека еден од главните проблеми на авторитетите, на властите, и во Стариот Завет, и во Новиот Завет, често со Божите пророци, со Божите луѓе, било тоа што овие луѓе кои што веруваат во Бог инсистирале дека постои само еден Бог. И дека нема други богови. Кога Језавела ги истребуваше Божите пророци, мисла дека главната причина беше следнава. Во тоа време во Израел се обожуваат повеќе богови. Господ Бог, кој што му се објави на Израел, имаме Ваал, имаме Ашера, имаме сигурно и други божества. Јас сум убеден дека имало и други божества во зависност од тоа во која околина живееле луѓето. И доаѓаат овие Божите пророци, Господовите пророци, викаат вака, постои само еден Господ. Сеќавате на Шема, слушај Израел, Господ Бог е еден. И знаете, кога ќе дојде некој со таква ексклузивност, ако може да кажеме. Рече, со други збори, ако јас денеска застанам и кажам, а ние сведочиме врз основа на Светото Писмо дека постои само еден Бог, ние велиме дека сите други богови на кои што се поклонува овој народ се лажни. И знам дека оваа порака кој ќе кажеш ќе исполне, ти си непаметен, ти го пронеде вистинскиот Бог, ние другите шо во заблуда живееме. Сваќам дека за многу луѓе може да е навредлива порака. Денеска, како и во времето на Илија, денеска луѓето повеќе сакаат да велат, абе сите богови се исти. Верувај си ти во твојот, јас ќе се верувам во мојот, па ќе земам малце од христијанство, па ќе земам малце од будизам, од хиндуизам и така натаму, ама битно сите богови се исти и така натаму. И Божите пророци и во Стариот, и во Новиот Завет, и денеска во 2024 година треба да велат не постои само еден Бог. И постои само една вистина. Може да не ти се допаѓа таа вистина, жал ми е. Ама една е. И Светото Писмо е многу јасно во односно ако ќе земеме Новиот Завет да го прочитаме дека Светото Писмо вели постои еден Бог кој што се пројавува во триличност или во нашето поднебие, кај нашето поднебие е познато под Света Тројца, Татко, Син и Свети Дух, и тој Бог се објави преку Исус Христос. Кој што дојде на оваа земја, живееше живот, умре на крстот на Голгота за нашите гревови и по 3 дена воскресна. Секој кој верува во него има вечен живот, има простување на гревовите и спасение. Тоа е вистината од Светото Писмо. Може да се допаѓа, може да не се допаѓа, ама таа е. И Библијата не остава простор дека може би тоа што другите луѓе го веруваат, а се коси со ова, дека тоа може да е вистина. Не остава на таков простор. И во Стариот Завет пророците беа убивани бидејќи не остава простор за Ваал. Бидејќи не остава простор за Ашера, бидејќи велја постои само еден Бог. И ако денес вие излезете пред вашите пријатели, пред колегите, пред семејството со ова идеја, дека постои само еден Бог и тој е објавен преку Светото Писмо и се останато што се противи нова е лага, фала на Господ нема да ве убијат, како во времето на Илија кој ги убива пророците, ама ќе ви се противат на таа идеја. Бидејќи на луѓето не им се допаѓа. Ама од таа гледна точка, од идеолошка гледна точка, мислам дека времето на Илија и нашето време па и не се баш толку многу различни. Соломон вели нема ништо ново под сонцето. Значи можеби формата на дворешниот свет како што живееме е поразличен, ама идеолошки гледано и тогаш и денес на луѓето не им се допаѓа идејата дека постои само еден Бог и дека вистината се наоѓа во оваа книга која што нарекуваме Свето Писмо. Ама тоа е реалноста каква што Бог ни ја дал. И ако стоиме на неговата страна, ако инсистираме на Божјата вистина, треба да бидеме подготвени дека пак речам, фаламе Господ не со прогонство, со убиство, но дека со некаква вид на опозиција сигурно ќе се соочиме.
И во останатиот дел од текстот кој што го читавме, денеска нема да одиме стих по стих, бидејќи тука генерално гледано текстот кој што го читавме се состои од разговор помеѓу Илија и помеѓу Авдија. Бог му вика на Илија: иди сретни се со Ахав, он иде се сретнува со Ахав, се сретнува со Авдија и тука се прават еден краток мовет. Ама генерално гледано Илија му вика: иди кажувам на твојот господар, ќе се видам со него, тука сум. О вика: абе не ме зафркавај, јас може ќе отидам до кај Ахав, додека отидам до кај Ахав, кој знае Господовиот дух кај ќе тоа несе тебе. Со други зборови, да не ми избегаш. Нема да ми избегаш, пошто ќе ме убие царот. И Илија му вика: уживај, му вика: тука ти се колнам во живиот Господ Саваот, пред кого стојам, денес ќе му се јава. Не знам колку можам да извлечем некои духовни принципи, некои духовни полуки од самиот нивни разговор, ама сакам да се навратам на идејата дека Авдија, и сакам тоа да ни биде главната поента на денешната проповед, дека Авдија работеше кај царот Ахав. Авдија, кој што беше богобојазлив човек, кој што беше верник, работеше кај безбожен, многу божец, кој што се понашаше многу безбожно, ако може така да кажем. И верувам дека тука има нешто многу важно за нас денес, затоа што работата зема голем дел од нашиот живот. Од рани 20 години, кога луѓето најчесто се вработуваат, до средни 60 години, кога луѓето најчесто влегуваат во пензија, 1/3 од денот ти поминува на работа. Или некој има правено пресметки дека ако земеме работни сати колку посветуваме во текот на тој работен живот, се собира отприлика околу 10 до 14 години, ама постојано да работи секоја секунда од денот. 10 до 14 години. За живот од 70 до 80 години тоа е многу. Тоа е стварно многу. Со други зборови, поминуваме многу време на работното место. Иако ова е засебна тема, работата и дека ни е дадена од Бог, некој друг пат ќе навлезем во неа, а мислам дека има нешто вредно во овој текст од таа перспектива дека Авдија беше тип на човек кој што својата работа си ја гледаше како, ако може да кажам, како повик од Бог. Дека Бог тука ме поставил во оваа ситуација, знам дека околностите, дека работната атмосфера не е баш најдобра, бидејќи ги убиваат или ги гонат оние кои што го веруваат истото што и јас. Ама сепак и пристапи на работата како нешто кое што му е дадено од Бог и нешто кое што по Божја милост му е дадено за да направи некакво добро таму каде што се наоѓа. Христијаните не треба да гледат, сега знам дека во време на Илија и на Авдија нема христијанство, ама е ова основата за христијанството. Христијаните не треба да гледат работата како проклетство. Ова е многу важно да го разбереме. Не е нешто кое што ова е казна. Не е казна. Уште пред да влезе гревот во светот, што им рече Бог на Адам и на Ева? Бојрум, еве земјата, треба да вработувате и грижете се за неа. Последиците од работата се на некој начин казна, на некој начин пошто малци иде потешко заради гревот. Ама самата работа како таква е дадена од Бог. И верувам дека треба да ја цениме, бидејќи ако тие 10 до 14, 12, 13, колку и да е години од нашиот живот, постојано да работиш, ако земеме така въпроса да ги земеме, ние речеме ова е нешто што само треба да го сработам, ова е нешто што само ми да платам сметки. За тоа служи работата. Не служи работата само за да платиме сметки. Делумно да, сега не се правиме премногу духовни дека не се важни сметките, така да, делумно е заради тоа. Ама од Божја перспектива, од перспектива на Светото писмо, верувам дека кога Бог му дава работата на човекот, му дава за да може да направи нешто добро во околината и во светот во кој што го поставил. Земете го Авдија за пример. Управник во дворецот на царот. Десна рака на царот. И иако се случуваат многу лоши работи во неговата околина, верувам дека Авдија се рече што е тоа што врз основа на мојата вера, што е тоа добро што јас може да го направам тука. Не да сонувам за подобро работно место. Ако можеш да го добиеш, доби го. Ама додека си тука, каде што си, верувам дека перспективата на Христовите следбеници е како јас да ја прикажам Христовата светлина, како јас да живеам за слава на Бога, таму каде што ме поставил.
Не верувам дека на Авдија скрос му се допаѓало како Ахав го води царството. Далеко од тоа. Ама може би Ахав се соочил со прашањето како да живеам за Божја слава кога мојот газда е злобен човек. И ова е прашање со кое што верувам дека многу христијани ќе се соочат. Како да живеам за Божја слава на работното место кај што гледам дека има корупција? Кај што гледам дека производите и услугите што им се даваат на другите не се најдобар квалитет. А јас сум тука. И не сум тука сега да ви давам одговор на секоја ситуација, на секој работно место, ама верувам дека овие се прашања кои што треба да ги поставуваме, бидејќи Авдија го направи тоа што можеше да го направи таму каде што Бог го постави. Вика, зеде пророци, ги криеше по пештерите и ги хранеше. 100 луѓе да храниш и да им даваш вода на 100 луѓе за време на суша. Не збориме во нормални услови. За време на суша, каде што царот вика јас немам вода за мојот добиток, а овој 100 луѓе храни и им дава вода. Тоа е голема жртва. Ама Авдија си ја свати таа работна позиција како нешто кое што му е дадено од Бог. И затоа направи добро таму каде што е. Ако ја гледаме работата како проклетство, едва ќе чекаме 4 сата да дојде, за да си отидеме дома. И ќе речеме, фала на Господ, тоа заврши, едва чекам да си отидем од ова место. Па ги речам, кога зборам дека работата е дадена од Бог, тоа не значи дека ти треба на едно работно место цел живот да останеш. Ако сакаш да најдеш подобра, најди си подобра работа, никој не ти смета во тоа. Ама додека си тука, како ќе го користиш тоа време, таму кај што си? И не само Авдија, земете го за пример Јосиф. Јосиф во Стариот Завет. Човек кој што под наводници беше доволно дрзок да помисли дека Бог го повикал за да направи добро за Египет, едно од најаките царства во тоа време, и да работи под авторитетот на фараонот. Кој што патен кажа му го смени името. Му даде таму некој име поврзано со некои локални божества. Ама сепак он си рече, Бог ми ја дава оваа шанса 7 години да чуваме жито, да следните 7 години да има жито за нашиот народ. Со други зборови, Бог ме постави тука и многумина беа благословени од неговата работа. Земете го Неемија за пример, исто од Стариот Завет. Човек кој што работеше кај персискиот цар Артаксеркс како винар. Со други зборови, ако некој пред да јаде царот, Неемија требаше да проба храната за некој да не сака да го отруе царот. Сигурно била добро платена работа, ама и многу ризична работа. Човек кој што кога слушнал дека ѕидовите во Ерусалим се срушени и дека народот, дека евреите се обесхрабрени, дојде кај Бог и рече, Господе, ти направи нешто во однос на ова. Човек кој што беше доволно храбар да рече, јас ќе одам кај со царот и ќе правам мобет, ќе барам врски на некој начин, ќе правам мобет за да оправиме оваа ситуација, и Бог го исползува. И ова се само неколку примери кои што многу јасно кажуваат дека кога Христовите следбеници ќе се сватат сериозно работата, ќе имаат сериозен и богоугоден пристап кон работата, дека стварно Бог може да действува и да прави. Сега, не викам дека Бог ќе ти даде некоја позиција како таа на Јосиф, па сега ти ќе водиш државата следните 14 години, далеку од тоа. Ама може би не треба да го правиш тоа. Може би треба таму каде што си да управуваш со времето и со ресурсите и со меѓусебните односи онака како што ме мило на Бог. И сега аз ги набројувам Авдија, Неемија, Јосиф, луѓе кои што реално гледано имале многу високи позиции и кажеш, лесно на толку висока позиција ти да правиш добро за другите. Што да правам јас со мојата работа? Кај што не е толку висока некоја позиција, немам јас толку многу влијание, не располагам со толку многу ресурси. Фер прашање, ама да ја вратам на проповедта на Павле минатата недела. Сеќавате на Нааман, на девојката која што беше во неговиот дом? Слугинка, роб, во туги дом, кој што си ја свати позицијата таму каде што е во домот, како, ајде му кажам на овој мојот господар за Господ. Болен е, има лепра, ќе му кажам нека отиде, нека си го бара чарето, нека си го бара лекот кај пророкот Елисеј. Немаше позиција како Наама, немаше позиција како Авдија, немаше позиција како Јосиф, како Неемија.
Ама таму каде што беше, си ја свати таа позиција роб, најниско во општеството. Дека Бог сепак ја поставил тука со причина. Нема да располага со ресурси како царство на Египет, ама располага со знаењето кое што го има за Господа. И ги насочува другите кон тоа и тие да си најдат, да го најдат спасението кон Бог. Така што верувам дека ваквиот пристап кон работата значително ќе осмени начинот на кој што ја гледаме работата, бидејќи пак речам 8 сати во денот и ова. Не е малку време. 8 сати да спиеш, 8 сати во денот ти одат на работа и што ти останува 8 сати за други работи. 1/3 од твојот ден ти поминува на ова, на работа, на работни активности. Таму каде што Бог те поставил моментално. И затоа треба да имаме многу, зверам дека треба да имаме библиски пристап кон работата, бидејќи значително ќе го промени начинот на кој што ја гледаме. Денеска е неделен работен ден. Замисли од утре ние што сме тука и дај Боже што многу повеќе луѓе во оваа држава да станат са бари, да се спремат за работа, се измијат забито, дека се мијат забито да речат или кога и да речат Господе, ова ми е дадено од Тебе. Помогни ми таму каде што сум да бидам светлина за Тебе. Помогни ми со ресурсите кои што си ми ги дал, со времето, со талентите, со луѓето околу кои што ги сретнам на работното место, помогни ми да направам добро, од кој што ти ќе се прославиш. Не да сонувам за тоа колку ќе можам да направам еден ден кога ќе бидам на појака позиција. Не, тука каде што сум, помогни ми да направам добро. И претходно спомнав дека Авдија е еден од контроверзните личности во Стариот Завет, затоа што од една страна исповеда вера во Бог, ама од друга страна работи за безбожен цар. Јас верувам дека и он и Илија постапија добро. Илија отиде директно на царот, му рече заради гревовите нема веќе да има роса и нема веќе да има дожд. Авдија не го направи тоа. Да го направеше тој, ќе го избрка од работа сигурно. Ќе му даде отказно решение во следните пола сат. Ама сепак, он ја процени ситуацијата и свати дека ако премолчи, сепак ќе ја задржи таа работа која што ја има и ќе може да се грижи за другите луѓе, ќе може да се грижи за тие 100 пророци. Така што верувам дека неговиот, ако може така да кажеме, таен отпор кон злото на царот, сепак даде добар плод. 100 пророци во време на суша беа згрижени од негова страна. И од таа гледна точка, врз основа на примерот на Авдија, верувам дека може да се поучиме не само врз основа на неговиот пример, ама може да извлечеме примена дека ние, Христовите следбеници, сме повикани да живееме свето во светот. Он буквално тоа го правеше. Живееше свето во светот. Не да се изолираме. Не сите да се тупнеме, сите во црква да работат, или сите за црква да работат. Туку, некои луѓе ќе го работат тоа. Ама статистички гледано, повеќето Христови следбеници ќе работат некоја што може, ако може да наречеме секуларна работа. Ама нема секуларно во Божите очи, има само свето, ако ние живееме свето. И затоа верувам дека ќе биде колку ќе биде добро и колку ќе биде поинако место за живење Македонија, кога ќе имаме искрени, посветени Христови следбеници во секоја сфера на влијание. За жал ги немаме, или барем не можеме да го видиме нивното влијание и тоа што го прават. Ама колку би било добро кога би имале во собрание луѓе кои што ќе се борат за доброто на народот врз основа на Светото Писмо. Кои што речат, ние го сакаме народ, бидејќи Бог го сака овој народ и ќе носиме закони, нешто не одговараат нас, туку што одговараат за сите. Би било супер. Дај може да дојдат такви времиња. Не можам да речам, едно време доаѓа луѓе во Македонија и викаат цела Македонија ќе се спаси. Не знам баш дали има вистина во тоа, ама би сакал да има поединци како Авдија, тук, таму кои што ќе го прават тоа што Бог ги повикал да го прават во моментот. И сето ова звучи, предпоставам, барем за некој од вас, фино, добро, позитивно, убаво. Ами има уште еден аспект кој што во однос на ова идеја за работата и како ние можеме да бидеме
сведоштво за Бог, за неговата добрина на работните места. Има уште една работа која што треба да имаме на ум, а тоа е поврзаноста помеѓу зборовите и делата. И ова не го зборувам тек така само на памет, бидејќи треба да кажам нешто за проповедта, туку затоа што го има во текстот. Затоа што многу е важно што е тоа што го исповедаме со устата и дали го живееме тоа. Ако збориме за тоа дека сме повикани да живееме свето во светот, дека треба да пренесуваме Христовата светлина пред колегите, пред другите луѓе, пред тие што доаѓаме во контакт со нив, мора да има тесна поврзаност помеѓу тоа што го зборам со устата и тоа што го покажувам на дело. Бидејќи, приметете го следново, во 3 и во 4 стих, исто и во 12 и во 13 стих, кај што Авдија сам се фали на некој начин, ама пак, не совршен човек, како секој од нас. Ама во 3 стих пишува, ова го вели авторот на книгата. Авдија пак беше човек кој длабоко го почитуваше Господа. Има многу луѓе денеска кои што велат, јас го почитувам Господа. Јас си верувам во Господа. Јас уште од мал сум си верник и така натаму. Се е тоа фино лепо. 4 стих. Кога Језавела ги истребуваше пророците Господови, Авдија зеде 100 пророци и ги криеше во пештери по 50 луѓе и ги хранеше со лепи со вода. Со други зборови, 3 стих вели Авдија го почитуваше Господ, 4 стих вели Авдија го почитуваше Господ и на дело. Не беше само јас си верувам во Господ, дома и свето писмо си имам. Таму ми стои на полица и од време на време бришам прашината од него. Не, туку човек кој што вели, човек кој што исповедаше вера во Бог, ама човек кој што правеше нешто во однос на тоа. Сетете се на посланието на Јаков, кој што зборува за верата и за делата. Кој што вели, ти може колку сакаш да се фалиш дека имаш вера во Господ. Ако на дело не ја покажеш, нема фајде од неа. Каква е користа од тоа да речеш, јас верувам во Господ, ама работам како безбожник. Јас верувам во Господ, ама на уста, ама на дело, која ќе се најдам во тесно, мора да правам компромиси, знаеш, тоа е, мора да се снајдеш. Авдија беше човек кој што исповедаше вера во Бог, ама и кој што ја живееше таа вера, бидејќи, знаете, верата во Бог не е нешто кој што само се исповеда, туку нешто кој што се живее. И ако луѓето околу нас, на работно место, луѓето со кои што доаѓаме во контакт во секојдневието, ја слушнат нашата исповед, ама не ја видат исповедта на дело, нашата вера, колку сакаме да исповедаме и да објаснуваме, нема да има влијание позитивно. Може само да ги одбие од Бог. Може да рече како, тако верник како тебе, фала многу, не сакам да бидам таков верник, кој што едно збори, друго прави. И затоа верувам дека кога размислуваме во однос на ова, треба, како и за се друго во христијанскиот живот, кога речеме, повикани сме да го правиме ова, повикани сме да го правиме тоа, треба да размислуваме во контекст на секојдневна и целосна предаденост на Бог. Господе, денеска станувам и луѓето знаат што верувам, ама да ти признам дека некој пат ми е тешко да го живеам тоа што го верувам и тоа што го исповедам. Затоа верувам дека секој ден треба да доаѓаме кај Бог и во однос на работното место да бараме од Господ помош. Помогни ми да го живеам тоа што го проповедам. Помогни ми да го живеам тоа што колегите мои, тоа што другите околу мене знаат дека го верувам. И кога нашите зборови, кога нашите дела ќе се совпаѓаат, тогаш веќе може да правиме добро. Таму каде што Бог не поставил. Ако не, јас верувам дека ќе направиме поише штета отколку добро. И затоа одговорноста на Христовите следбеници не е мала. Овој стандард, што е тука даден, ја ти уверувам дека не можеш да го живееш ти сам во своји сили. Ја не можам да го живеам сам во мои сили. Затоа збориме за постојана предаденост кон Бог и за постојано барање помош од Него. И ако земете да читате Стариот Завет, ќе видите дека ова е единственото место каде што се појавува името на Авдија. Овој Авдија, има и други Авдии во Стариот Завет, многу ги има. Ама овој Авдија, управникот од домот, во дворецот на царот Ахав, се појавува само во овие стихови кои што ги читавме тука. И никој пат повеќе. Толку знаеме за него.
Последните негови зборови рече, тој ќе ме убие. Последните зборови на Авдија, тој ќе ме убие. Какво одјавна шпица, тој ќе ме убие и толку. Авдија не стана славен човек како Илија. Ако може сега да го искористиме зборот славен. Ама не е важно што не стана славен, што не стана славен. Оно што е важно е дека таму каде што Бог го постави, живееше верно и ресурсите и меѓусебните односи кои што ги имаше, ги ползуваше за да ја покаже Божјата добрина кон тие околу него. Статистички гледано, тука ние во пасторијава помеѓу нас нема да има славни луѓе, ако може така да кажам. И воопшто не е важно тоа. Знаете што е важно? Важно е таму каде што Бог не поставил. Во тие семејства каде што Бог не поставил. На тие работни позиции каде што Бог не поставил. Во тие друштва каде што Бог не поставил. Да ги гледаме како прилика и јас да живеам на тој начин со Божја помош, што другите ќе ја согледат Божјата добрина, што моите зборови и моите дела ќе бидат на благослов на оние кои што се околу мене. И Бог нека ни е на помош во живењето на таков живот.